Само Свети Климент може да ве благослови, а Охрид да ве дарува со вечност, рече амбасадорот Јордан Плевнеш, кој годинава ја понесе Свети Климентовата награда за животно дело. Сум добил многу награди, вели Плевнеш, но оваа највисока општинска награда за мене има посебно значење. Имаше една голема церемонија во Француската академија, кога ја добив Гран При за животно дело. И тогаш беше возбудата многу голема, но тогаш кога прочитав и кога ми го испратија писмото од општината во името на градоначалникот и стручната комисија, во мене се роди едно чувство дека само Охрид може да ве дарува со вечност. Охриѓани со длабока почит го чествуваат патронот на градот Свети Климент Охридски, чудотворецот чии дела го прават заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Интернационалната манифестација поетска ноќ во Велестово, која се одржува 35 години, се обидува да го зачува македонскиот литературен збор, но за жал во оваа време повеќе се грижи јазикот за нас, отколку ние за него, посочи истакнатиот македонист Славе Ѓорго Димовски, добитник на Свети Климентовата побелба. Како што знаеме, дека имаме чудни политички ветришта кои некако на некој начин го оспоруваат тој неоспорен факт дека македонскиот јазик постои. Ова не е една ветрометина за нашиот јазик. И денес ќе се избориме и ќе настојуваме ни една црна дамка да не падне врз тој свет јазик. Градоначалникот на Охрид на своите сограѓани им посака мир, благосостојба, разбирање и соединување. Посакувам вечно да живее Свети Климентовата писменост, Свети Климентовата црква и Свети Климентовата школа и нека биде вечен неговиот благослов за Охрид и македонскиот народ. Инаку преданијата говорат дека чудотворецот самиот го ископал својот гроб на Плаошник, од каде ја ширил писменоста. Дел од моштите на првиот македонски архиепископ Свети Климент Охридски и денес се таму, во сребрена кутија изработена од филигран во дрвен саркофаг, достапен за поклонување на верниците. Остатоци од черепот има во манастирот Свети Јоан Продрон кај Берн, денешна Верија, Грција, а пред неколку години МПЦ и подари честица од моштите на Свети Климент на Пловдивската митрополија во Бугарија.